Денеска е 24 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски од Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. А ова се вестите за главните настани што е потресува македонската и светската јавност. Скопје, Македонија. На пресконференција на Министерството за здравство беше изјавено дека на 6 компании за одгледување на медицинска марихуана има одземена лиценцата поради законски пропусти во нивното работење при извршената контрола на сите одгледувачи. Освен на Алфа Фарма, одземени се лиценци на следните компании: Green Life, CBD, MedPlant, Life Plant, Ata Pharma и Cannabinoids. Извршената контрола извршена по запленувањето на 5 тона марихуана, која била незаконски извезена во Србија. При вонената контрола било откриено дека сувиецот не бил складиран соодветно, недоследно известување до комисијата, како недоставена целосна документација за продажба и трансфер, пренесува Нетпрес. Скопје, Македонија. Министерот за правда на Македонија Игор Филков денеска остро реагираше на одлуката за куќен притвор на Артан Груби, кој се товари за криминал за 8 милиони евра. Имено во одлуката на судот за куќниот притвор стои дека приведениот Артан Груби бил утврдено дека нема да избега повторно. Во изјавата што е пренесе интернет порталот Нетпрес, министерот Филков изјави дека здално се донесуваат закони и реформи, кога тие не се спроведуваат. Понатаму во изјавата на министерот Филков стои дека побарал да се направи вонреден надзор на затворите на земјата. Исто така министерот Филков побара да се одржи вонредна седница на судскиот совет и Советот на јавни обвинители за да се утврди дали има одговорност кај судијата и јавниот обвинител, пренесува Нетпрес. Скопје, Македонија. Со свој известување до јавноста се огласи двата коалициони партнери ВМРО ДПМН и Вреди околу вчерашното предавање на Артан Груби. ВМРО ДПМН го поздрави неговото приведување и очекуваат институционална разрешница. Додека во притиското соопштение на Вреди се вели дека притворот на Груби значи почеток на крајот на Дуи на Али Ахмети. Поради тоа што Груби е човек од доверба на Ахмети и е запознат со сите заткулисни игри и сите вакни работи на Ахмети и Дуи, пренесува Нетпрес. Вашингтон САД. Американскиот Стейт Департмент издаде наредба Вашингтон САД. Американскиот Стейт Департмент издаде наредба до небитниот дипломатски персонал и нивните семејства да го напуштат Либан. Ова наредба издадена кога тензиите помеѓу САД и Иран се зголемуваат, иако двете страни преговараат за изнаоѓање на дипломатско решение на сегашната криза. Додека неопходниот дипломатски персонал се повлекува, останува дипломатите како и другиот потребен дипломатски персонал, пренесува Associated Press. Вашингтон САД. Поминато недавната одлука на Американскиот врховен суд во која ги прогласија тарифите наметнати од председателот Трамп за незаконски, но не и неуставни, го истечило Законот за меѓународни и вонредни економски мерки. Многумина сметат дека ова одлука само ќе донесе запони, но нема и да стави крај на трговскиот хаос. Главна причина за ваквиот став е поради што во судската одлука во одлуката на Врховниот суд не објаснува на кој начин ќе се обештетуваат увозниците, ниту пак дека воопшто ќе има право на бара обештетување од сојузната власт, пренесува Associated Press. Лондон, Велика Британија. Иран е близу до здобивање со хиперсонични ракети од Кина со домет од 290 км, пренесува Reuters, но без конечен датум за испорака на ракетниот систем. Ако договорот за купо-продажба на овие ракетни системи се потпише и ракетите се испорачани, тогаш може да ја стават американската поморска флотила во опасност. Имено преговорите помеѓу Иран и Кина за купо-продажба на ракетниот систем траа повеќе од 2 години, но се забрзаа по 12-дневната војна помеѓу Иран и Израел, како и бомбардирањето на нуклеарните постројки од страна на САД. Преговорите кои се одвиваат помеѓу САД и Иран во врска со иднината на нуклеарната програма на Иран нудат многу малку надеж дека ќе завршат позитивно, пренесува Reuters. Панама Цити, Панама.
Вчера, владата на Панама ги заплени двете пристаништа што се во собственост на компанијата од Хонг Конг. Ова се случи откако Врховниот суд на Панама ја даде својата конечна осудска одлука во која ја прогласи купопродажбата на двата терминала Балбоа и Кристобал за неуставни. Во акцијата што беше преземена вчера, сиот имот, вклучувајќи ги и сите компјутери, се конфискувани се во собственство на владата на Панама. Оваа акција предизвика бурна реакција од страна на кинеската компанија ЧК Хатчинсон, која најави дека ќе бара решение по пат на арбитража во Меѓународната трговска комора, пренесува Associated Press. Нью Йорк Сад. Битката кој ќе биде нов собственик на Warner Brothers, на студијата на Warner Brothers, како и на Disney се вжештува. Нью Йорк Сад. Битката кој ќе биде нов собственик на Warner Brothers се вжештува. Управниот одбор на Warner Brothers Discovery изјави дека ќе разгледа на новата понуда за откуп што ја добија од Paramount Skydance, но продолжува да се уште ја препорачува понудата од Netflix. Бидејќи управниот одбор го нема законското овластување да ја прифати одлуката, ќе мора да се чека на одлука од акционерското собрание, кое е закажано за 20 март оваа година, откако ќе бидат представени двете понуди, на крај со гласање ќе одлучат идејата на компанијата Warner Brothers, тоест кој ќе биде новиот собственик. Било кој од две компании, Paramount, Skydance или Netflix, било кој ќе биде од овие две компании што се нуде да го откупат Warner Brothers, откако ќе го откупат, ќе поминат низа договорот за откупување, без разлика дали тоа ќе биде Warner Brothers, дали ќе биде тоа Netflix или Paramount Skydance, на крајот ќе помине низ лупата на низ Департаментот за правда, каде ќе се прегледува дали кој треба на крај да го одобри, а на крај да го одобри договорот, при одобрувањето се гледа дали ги задоволува сите закон, дали договорот кој е постигнат е чист, да нема валкани работи, да нема некои си долгови да нема некои си пресуди, долгови што би го блокирале овој процес на откупување. А потоа ќе се провери дали има некои си пропусти кои треба да се завршат пред да се даде конечното да за ова од страна на Департаментот за правда, а на крај кога се најважно и ќе треба да помине најважната проверка, тоа дали е во спротивност на антимонополските закони кои веќе постојат во САД. Пренесува Associated Press. Лос Анџелес, Калифорнија, САД. Двете големи имиња во светскиот бокс, Флојд Мејведер и Мани Пакио, се договори на реванш кој ќе се одржи на 19 септември 2026 година во Лас Вегас, Невада. Насно ќе се емитува на Netflix, пренесува Associated Press. Додовме до крајот на ова ново издание на вести при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на share. Проверете ако сакате да ставите коментар на ова видео и на крај ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. Додовме до крајот на ова ново издание на нашите вести. До следното гледање, довидување.